Со Крстов ден кој се одбележува денес се најавува големиот празник Богојавление и по 2 дена одбележување на Свети Јован. Денес се осветува водата во православните храмови, а во текот на утрешниот ден се осветуваат води надвор од храмовите, во реките, останати отворени места, но и во домовите на верниците. Утре пак се слави денот кога е крстен Исус Христос во водите на реката Јордан. Во Штип крстот ќе се фрла на 2 локации, од пешачкиот мост во Ново село, а од минатата година крстот се фрла и од Кјучик Емир Султанов мост. Изутрина ќе започне со свете архиерейска литургија. После литургијата со литија ќе тргнеме кон камениот мост во близината на Астибовата градинка, каде што ќе се изврши големиот богојавленски водостад. Од Брегалничката епархија за Штип дознаваме дека заинтересираноста за фаќање на крстот од водите на река Брегалница е голема. Со оглед на ниските температури, пред да се фрлат во водите на Брегалница, сите ќе бидат прегледани со цел да се испита нивната здравствена состојба. После фаќањето на крстот се лицитира и се јавува кум кој што го откупува крстот. Го лицитираат и го земаат овој честен крст во својот дом да стои 40 дена и да биде нивне крстот на кој што Господ Исус Христос пострадал биде заштитник на нивното семејство. А потоа оној кој што ќе го фати крстот и ги посетува луѓето во тоа населено место, при што луѓето го даруваат, сметајќи дека со дарувањето на крстот тие ќе имаат повеќе среќа. Она што е интересно како информација е дека во Злетово, во водите на Злетовичка река влегуваат младоженци кои се венчале во текот на изминатата година. Уште пред изгрејсонце во придружба на најблиските и на местното население одат во црква на утринска литургија, откаде со свечена литија одат до местото викано Пешка на Злетовска река, каде по осветувањето на водата се капат и го бараат светиот крст. Нокива точно во 12 часот се верува дека се отвора небото. Замислената желба токму на полноќ ќе биде остварена.